Според програмата на годинешното 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на третиот ден на сцената на Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна представата "Каде ми се другарите", работена според "Парите се отепувачка" од Ристо Крле, "Чест" од Васил Илјуски и "Печалбари" од Антон Панов, во режија на Саша Нацевски, во изведба на актерите од театарот од Прилеп. А во вториот вечерен термин беше одиграна представата "Адвокатот Патлен" во режија на Слободанка Чичевска, во изведба на Младинското драмско студио Прличко од Велес. Сакавме да кажеме дека печалбарството во Македонија траело дамнешни времиња и денес, само што денес е сликата поинаква. Дека денес печалбарите се поретко се враќаат, односно дека миграцијата во странство станува се погубителна. Според податоците што ние ги добивме во истражувањето за представата, свативме дека некаде околу 660.000 луѓе се одселени од Македонија, а тоа е навистина поразителна бројка. Генерално сум задоволен со оглед на тоа што не ни беше играна 6 месеци. Малце темпо ритамот беше така прилично бавен, а инаку кога би ја збиле во тие час и 20 минути, мислам дека представата би добила на динамика, но значи 6 месеци не беше играна представата, ние сосем случајно се пријавивме на ДАФ, но сепак ни е чест што настапуваме на ваков еминентен и престижен фестивал. Мислам, јас сум пораснат со овој фестивал и како аматер младинец сум чествувал на овие и навистина ни е чест и со некои од тука од луѓето од Кочани имаме останато трајни конекции, врски и долгогодишни пријателства. Ова е тема која што сите не засега нас. Мислам, битовото ни е во македонскиот генетски код и како да кажам, кога работиш битова драма, ако навистина ја погодиш темата со која што се занимава битовата драма, мислам дека ниту една публика нема да остане рамнодушна на тоа што се случи. Јас сум задоволна од моите актери, прекрасно ја одиграа представата. Тоа што сме го договарале, дури и многу повеќе извлекоа од ликовите. Мислам дека публиката тоа можеше да го почувствува, дека дишеше заедно со нив, имаше многу аплаузи на отворена сцена, како што знаеме ние актерите да кажеме. Мислам дека уживаа и они додека играа и публиката уживаше додека ги гледаше и следеше. Адвокатот Патлен е фарса што е од непознат автор и актерите кои го играле го допишувале самиот текст, значи зависно од тоа каде играле, какви биле социјалните услови и на тој начин е пишувана. Запис за целокупното дело не постои. Значи постојат кратки околу 10 страници текст и во зависност од која актерска трупа или кој театар го работи, на тој начин се гледа овој текст и така се пишува. Ние сами го напишавме овој текст заедно со децата. Тоа може да биде многу осовременето, за да може да биде приемчиво за публиката и тоа се виде по вечерашната нивна избедба. Се надевам дека има доста успешни представи во интерес на самиот фестивал и самата фестивалска публика. Кочани има од секогаш добра публика. Јас сум често присутна како актер овдека пред се и со Велешкиот театар и со трупата Скрби утеха од Скопје што доаѓа, така да знам колку благонаклона може да биде оваа кочанска публика према актерите и колку знае да го почитува и да го познава театарот и да го препознава вистинскиот миг. Во дневните термини на четвртиот фестивалски ден беше одиграна представата "Среќниот принц" во режија на Билјана Ѓоргиевска, во изведба на наставниот кадар и учениците од основното училиште Страшо Пинџур од Јосифово. Според програмата на четвртиот фестивалски ден играат драмската секција од основното училиште Брант Петрушев од Богданци со представата "Велика" на Петре М. Андреевски во режија на Кире Ѓоргиев, која што се игра на сцената во мултикултурниот центар во Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри пак во вечерните термини одигрување на представата "Зла жена" на Јован Стерија Поповик во режија на Стоје Додевски, во изведба на пензионерската група на аматерскиот театар од Куманово, како и представата "Мирандолина" на Карло Голдони во режија на Джевит Мифтаровски, во изведба на драмското студио при Центарот за култура од Дебар. Во рамките на придружните настани од 55-тиот драмски аматерски фестивал, кочанската публика ќе има несекојдневна можност да ја проследи промоцијата на книгата "Панкот е мртов" од словенечкиот писател Томаш Космач. Организаторите на Драмскиот аматерски фестивал со посебна гордост го најавија и гостувањето на словенецот Марко Брецел, ексцентричен мултимедијален уметник, попознат како поранешен фронтмен на култниот југословенски рок бенд од 70-тите и 80-тите Булдожер.